Така, дупките го ние викаме, това е като дупка. Да. Не има шанс да се е собирало такова. Вика там, вика и malo bivo. Bivo? Div bilo, da. I da posao brčetnika si krename, ja sam го читал терена и го знам и стока съм чувал, аз ги знам, аз съм овчар бил како да кажа. Да. Я го знам всеко камен. И има кај нас там кај ни ѓолове кои има водна жилка. Што има? Водна жилка. Водна жилка. Да. И по това сумјам дека стварно таму кај имало вода. А дека таа вода извирала ли или топила ли се? Извирала е, са ние одоздоле, са веќе водата се е поместила, ние подоле зимаме вода, од сите скали вода течеше на време. Това е на Елени врагор. Под Елени врагор. Дупките го викаат. Стварно кога го погледнеш, Като дупка е. како дупка е, и тука има шанси да се е собирало многу вода. И мало е дождо е такова, и вика езерци ја имало. И по това после како осферава мозокот, и пред 3 години лани не одих, пола не одих на кабини, и баш на това такова, на едно ѓолчо, там као близината, на еден ѓол, што останува вода цело такова, водна жилка. Водна жилка. Да. Сега стави си математика водна жилка од тука Да, до тамока, Брегалница може. Близко, ама 6-7 километра, Да. и повеќе. И повеќе. Што не е својствено. А вика, водната жилка може да живее на некој. Да. Ти знае се, она што ми го кажува, она тврди дека тетка, дека на Рила камбаните се оцрквани. На Рила? Да, бугарите се ги однели, изгорели се до темел од црквата и камбаните кај луѓето се ги земали. А па од црквенец, од кој се ги земали тие камбани? Од некоја се црква голема. Вика црква половина се или половина од вонка. Таа црква. Од црквенец колку имало? Имало е повеќе цркви таму. 12 цркви се до сега открили. Има си остатоци на сите, але? Да. Тоа што е било таму некоја? Александар тврди дека се 17, ама не може да ги најде. Најголемиот е Римскиот манастир. Да. Над Петковци. Римски манастир. Да, над Петковци Римскиот манастир. Това е огромно. Има си остатоци темели. Има остатоци, дури е бил заграден като кале. А сега кој седи? Ни една црква не седи. Ами една. Абе, не иди много далеко, магилката. Да. Това е доле, ниското. Не доле ниското, горе магилката. Не ще извади и такова. Илчо Илија кога копа. Това е полето, като го завършиш църквенец капучново. Да. Имаш там магилка и ја откопа. Едина гробница, што нема камен, на 16 метра беше покојник доле. 3 тунела имаш. 3 тунела до покојникот да се души. Така го разрушија се. А и това не ми е ясно. Само една макета имаше така у музеу, кога сам одил, како е личело. А това Црвен крст, ја прв пат слушам такова нещо. Да, и зетне вика, това вика, ја прв пат вика, това го видел. Това ја никаде не сам сретнал, значи от црква Црвен крст да има. Това кој период е обележен, не ми е ясно това. Ја мислам дека едино за крстоносните. Крстоносните војни? Да. Мислиш дека тога е това? За времето на Наполеон. Оти дури дека другарчета. Аз се преливало дека кај нас се набили пара од Наполеон на Москва. Пари од Наполеон? Да. Тука, од Црквенец? А мам бе друга? Јас сум надул Александр. Од Александр Македонски? Да. Дека си ја надул? По нивите. Але до това не знам колко е... Не ми е ясно там, што се дешава. А грчки парички ги има много. От кој век са тия парички там? Има не безвредница. Па добро, они са безвредни, ама има период, кој период е бил, знаеш да... А главниот штаб на Дедо Малишевски од Црквенец бил. И од Бугарија е доодил од Црквенец. Црквенец се разпределувал на кај
Едниот е одел на кај Кочанскиот канал, това е преку Саса одело. Едниот е одел преку Јово за Виница, другиот е одел преку Панчарево за Малешевијата и едниот е одел преку Разловци за Радовишко. Ама главниот штаб е бил од Црквенец тука. От Црквенец Александър по неговата книга вика главниот штаб е вика на Ветрански поляни, а дека е това не може и он да го пише. Ветрански поляни, и аз знам дека е бил у малата Црквенец, тога е било село, посебно село е било. Не е било Ветрен. Глеса, Него е било село посебно. Църковник за времето на таклоата, за времето на турците се дели на два дела. Горни и долни църквени. Така. На два дела. Вика от 200 до 250, кажете едната мала е служила, на две мали. Да. Било си е село и било е по-големо. Едното е дека менека, това равнището шо е, нивите шо са. Да. Това е цитини целото. Едното е тука сигурно, а едното е кај школата од оната. Аха, од другата страна. Од другата страна. Дека Владко Сребренчето школата прави, од школата нагоре. Това е горни Црквенец, долни Црквенец кај нас. Оди таму да го вика селиштето, а кај нас Сенишник. Сенишник. Да. И фактички на Дедовија Манишевски бил доле кај вас штабо е бил. Кај Сенишник? Сенишник у Василевци. Ја не знам ти, Василци. Таму има ли некој сега? Има живеат. А кај нас доста има кашто долче, ама за да кажеш секунда се постол, те сега дека зимонска може по-ретко да додат. А сабота и недела се се горе. А летно време горе се. Ние летоска минаваме баш таму од кај вашата мала минаваме. Во Зандако доле има интересен Андако со дрва е така ушумено. По Андако ли не нагоре? По Андако, да, баш точно последната кашта, не знам, со преме таму вода да паниме и ни свет не викнаа, елате. Не знам како се викаше тие. Звонко. Звонко, звон млади са тие свет. Они ли са од Василевци или не са они? Не. Тие са понадоле, еле? Аха. Таму неговата кашта е било издајаме тоа. Значи тоа што имам податоци. Ја мислам Станковата кашта, таа кашта е пратна. Бутнана е таа. Кашта е пратна. Значи сега нема ни само темели нешто ако има такви. Само темели. Има историја таму, оно не случајно се вика Црквенец, знаеш, това е ради. Ние сме доселеници. Доселеници можеше 500 години веќе им. Од Коче. Од Коче ни веќе 500 години нашата фамилија. А точно место нема кој, а? Не, нема точно. Но така е, кога се бегали од турците, знаеш, морало е да... Не, има историја. Ја ода секоја година ода. И горе на Волче глава, това што е... И викам, това е добро да се разкопа, да се разчисти, не за друго како археолошки локалитет, кој одиме, знаеш, трети, пети. Ама не е Овоција. Викаа дека е таа градба некаде 1850 година отприлика дека е правена. Одоле има пак град. Але турска такова... Пак турска, ама викаа дека е било како царина. Па гледа сега, главниот пат е бил преку Црквенец и минал. Не е сега дека е. Доле у таклоата има... И одел за Црната скала. Тоа е стар премен. Подоле има патакла. Оти јас там съм знал, ја го знам секој камен. Там съм знал, јас знам од Јанков Ритпа до Омар, нема каде не е моја нова стапнала. Ја дори у пештерата съм намачал, у Киселичката пештера. У Киселичката. Оти уживат како дете. Па добро, тоа преку Ридо таму, преку... У Црквенската пештера исто съм се у Острец. У Острец горе. Јас се возих, таа човек чуми на чешма, никош не сам ја.
Значи, дълги години съм се возил и со точек и со това се онова, ама никой ще сам я заприметил. Дека се кажеш на Вачия глава. От Вачия глава, като погледнеш доната Янчина чука. Да. Янчина чука е на мой приятел, така... Там има някаква светла вода нещо. Вика, това е вика жертвовник. Що е това? Жертвовник, за некоја си таква Василица жртва. Исто како шо е штаво, така е горе као дрма на чуката. Јанчина чука и Јанчина чешма. Тие се двете. Тамо ми рекоа дека и мало како свето место, ја не мога да това не сам го најдел. Мисля не ми е дојдело попат, иначе ќе сам го најдел. Това од кај каменоломов се спада надоле на кај на таа малата. Не, близо към каменолома. Близо каменолома е, да. До пато е. До пато, не е долу малата. Не е доле, кај малата, дека се оди река, не у така и малата. тамо знаме на човек беше унедел има и кладенче, вода баш от средината. А това лечи ли нещо тамо или? Не знам. А чумина чешма, има ли нещо, защо се користи или не? Не. Чумина чешма, вика, почто наводно са умрели от нея много свет. Значи не лечи она. Има една лековита вода, някои кои съм ги бил свет. От съм, кога сега веќе ни не ода, не само јода, водех много на габи. Не на габи, туку те така да е само да се го издува мозоко. Да. Ово, чизмите и она. Има над Велаците горе. Некоја света вода. И има това у еден камен. Камен. Това у Киселица век. Велаците. Да, над Велаците горе, ја го знам тој камен. А школата до која година постоја од Црквенец? Не знам дека имаше школа тамо едно време. 80-те години некаде сега мислам да. 85-86. Ама и мало е деца. Имаше какво не, ние там футбол си играхме какво деца. А сега Црквенец колко деца има? Црквенец може да се равни на някои села. Да, имаше 13-14 деца от Црквенец на школа. На школа? Това е само, значи Црквенец е мала замисъл. Сега не знам от другите мали дали има. Ама не, Црквенец цялата ветерна шосия, цялата мала и лисиците и таковата, толкова 14-15 деца. Нагоре нема веќе, е лепо тия мали, нема никой там. Лјовци горе, Петровци горе. Нема, това е веќе се изсед. Значи сам, не, Црквенец ки се задържи доле, знаеш, много е близко. Мисля, Црквенец е много пати е горен од Отемел, Црквенец пак и Сопот. Близко е, знаеш. Много почина да тражат место за Вили. За Вилички. Треба да дойда да видя тамо тия църквите, остатоци, камења, такива работи. Значи да изпитам малко. Има тамо история, знаеш. А това са црвени от кръст, баш ке проверам дома да видя шо е приказната от и пръв път я слушам такова нещо. Църква црвен кръст да има. Може да е у кръстоносните войни. Ти веруваш ли со шо е зидано, колко са го турците разрушили алтаро не само за да му скършат, по-подека ви само. Да. Дедо го е запомтил така, тате го е запомтил, я го знам, аз съм 5-6 години. Не е едно каменче паднало, а само алтаро. Ние е защитено, нищо. А така на корозия, на се. Какво се вика така, кај гробището? Не знаме, само шарената църква е най-сигурно дека ни... Чекай, шарената църква дека беше? Има и Удрамче шарена църква. Не та Удрамче, вече го Црквенец. У гробищата е. Кај гробището. Така я знаеме шарената. Шарената църква. А други, които са ги там знаеш, по име и презime? Не ги знам. А па Соборен еле се собирали некојаш на некој? Нема, веќе това нема, не се собира. Това се знаело дека се собира, ама веќе се собира доле. Да. А на тия не.
Оти най-сигурно дека турците са ги до темел разрушили. До темел. Оти последно упорище е било турско. Вика у Църквенец, ако дента дое турчино, вечерта комитата и го нищи. Дори не е неко съзнание, вика дека първо свободно место Македония. Трябва да се води. Но никогаш не е турчино нагал. И он толкова клето го унищил накрая до един човек. От Църквенец сме доселили. Все са доселили. Няма Они са дознавали дека има тамо ятаци, знаеш. Они са дознавали дека и Гоци Делчев, он е много, значи секој кој е бил за Бугарија, се оттамо е минал. Значи главниот тук Ангел Винички от Виница го е чувал, па имал пункту Илјово и од Илјово е одело Црквенец. Што Пато е бил тамо, знаеш. Стариот Пателе, гледаш кај студена Чешма има турски гробишта, тамо е бил Пато. Кај Строшиниот мост тук е Чипала, Дервено, Строшиниот мост, горе Црквенец и Црната скала. Това е стариот пат турски. Видео тук кod Дрмата Пато, како оди през неа и од онат се спушка дури на Елени врх. Па тамо през Болча глава, Елени врх и горе излази на Црна скала. Това е стариот премин бил. И он от тука се е крил. Ако е бил слободен, значи Пато, на Влаовец горе на Црна скала, таа мала шо е, това от му вече сами стари светли жоли, на чардаците, ако има црна черга, значи вика има турска жандармерија потера. И они знаат, и доле спаднат кај Илјовци во Зандако и спаднат се во Зандако, не минат на Црната скала, него кај Дамјанци од бугарска страна сега. А ако има шарени черги на балконо, значи е слободно. Така са, това ми е кажување од свет кои се го това доживували. Саме ги тия са живи се. Дедо ме кажувал па друго ја, че вика на гумното, вика кога ке дое, вика моја баща, вика на гумното, вика на стожеру шо е. Ако има черга, не е прилазно. Каква идея? Не е прилазно. Значи, ако е гол таклата, може. Значи е слободно и можеш да одиш. Те на този начин дедо ми е кажувал. Точно, те гледаш дека е точно. Софада се, пошто и тия стари свет сега са изумрели. Оти нашите са живяли чисто на границата. Да. От таблата доле. Да. Таблата дека доле. И са богати били. Оти са били гумити. Имали са пари, имали са мочи. Богатство са имали. Они каза се населили, купили са цел Църквенец. Да. Јовановци е наше место. Јовановци дека е цялата мала. Пара нагоре до каштите, меренките, това после